أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد Prvo mjesto, zahvalnost mu pripada na Allah dželle šanu. Zašto samo Allah dželle šanu je zaslužen da mu se pravi fala, zahvalnost. Salavatut, selamut, mirut i spasut neka bude na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sudnjeg dana. Deneska će stani zbor za jedna tema od golemo značenja. Će stani zbor za važnosta na izučuvanje na ispravna akida. Kolika je važnosta za čovjeka da izučuvat ispravno, da go obožavat na Allah dželle šanu. I kolika se posledicite ako čovjek go obožavat na Allah dželle šanu so krivo veruvanje, so nedobro vervanje v Allah dželle šanu. Sите проблеми што се случуваат, почнувајќи од еден човек сам, персоналитет како еден, како персона, све што се случува со него, негово семејство, негова куќа, во еден џемат, во едно општество, во една заедница, во целиот свет, се последица на нашата акида. Се последица од нашето верување. Allah dželle šanu će ni дај на нас ситуација онака како ми е вервиме. Allah dželle šanu на нас ќе не искушат онака како ми е веруваме. Затоа човекот е многу битно, муслиманот, верникот, секој ден, во секое време да се занимават, да гледат како негова акида. Зошто акидата е нешто што се учи од кога човек ќе се роди, значи од првите моменти кога разбират, додека се пресели во ахирет. Нон-стоп таа војна која шејтан на нас ни е објави, кога Allah dželle шану го направи лаънет од џеннет, и шејтан даде збор дека тој на нас ќе не нападви до кијамет. Што ќе нападви кај нас? Ќе нападви наше верување. Ќе нападви наша акида. Зато треба да бидеме многу опрезни за наше верување. Да се вратиме малку назад за да разбериме подобро. Што е спротивно од акида, од верување? Спротивно од акида верување е ширк. Да му припишиш на Allah dželle šanu здружени, за кој никој нема никакво доказ. Во време на Адем алейхи селам, Allah dželle šanu го пушти на Адем алейхи селам во дуња. Со исправна чиста акида. И така Адем алейхи селам и негово потомство, велит улема, значи Адем алейхи селам живеа оноку колку Allah dželle šanu му одреди да живеат. После Адем алейхи селам, негово потомство, живееше 10 векови, велит улема 10 векови во чисто и исправно верување, во чиста акида, во чисти таухид. Го обожаваe на Allah dželle šanu исправно. Али шејтан не се помири со теа. Шејтан не ги остави во мира. Тој даде збор дека ќе се труди да ги скрши на инсан. Ќе се труди да ги залутат од ова исправна акида. После овие 10 векови,
се намали во теја време улемата, се намалие тие учени и побожни луѓе кои што ги упатувае на луѓето на исправно верување. Се намали многу. Останае уште неколку учени и побожни луѓе, ке Аллах Джелешану што го обожават искрено и праведна акида, што има неколку алими. Кога се преселие и ојве во ахирет, кога се преселие и ојве малку, шејтан дојде кај ојве луѓе и му рече: вие одејте кај ними во гроб, кај нивни кабури, и направите кипови од ними, фигури. Зошто? Да не ги заборавите какви бее. Али ништо повеќе од ова. И тие направија кипови од ними, слики, сура. Али овдека беше само почеток на замката шејтан која му плетеше на овој народ. После известно време, како ова генерација замина, другата генерација идеше кај овие гробови, кај овие споменици, кај овие кипови и почна да ги моли на овие кипови да бидат посредници меѓу ними и Аллах Джелешану. Оде почна да се појавиат тој ширк, почна да излегуваат на видело тој ширк. После ова, друга генерација, трета генерација, почна директно да ги обожават на овие кипови. Директно. Почна да ги обожават на овие кипови директно, без да бидат тие посредници со Аллах Джелешану. Ова е таа тактика, таа замка од шејтан која плети за инсан. Шејтан немој на еден човек директно да го натерат да направи неверство на Аллах Джелешану, ако тој верувал, ако имал акида ке него, имал добро верување. Не може шејтан да го натера директно да направи куфар овој човек. Него шејтан сака степен по степен, чекор по чекор да го оддалечи и да му искриви ова акида, ова право верување на овој човек или на овие луѓе, за на крајот да го скршни тотално од негова акида и да го натерат да направи куфар. Значи, ова беше кратко како шејтан, чекор по чекор, секој ден до кијамет ќе се труди на нас сите да не трни од право да го обожаваме на Аллах Джелешану. Макар и мали бидати да вметни, ќе се труди секогаш. Ние треба да бидеме прецизни. Најпоќе време да трошиме и да вложиме најголем труд, за да не залутаме, за да не ни се помеша наше верување чисто со лошо верување. Една од тие работи, една од тие сплетки што моментално ни се плети на нас, се наоѓаме во таква замка која сака шејтан да ни ја постави на нас во овие простори, се тие суфиски групи, се тие кабурски групи, се тие дервишки групи што обожават нешто мимо Аллах Джелешану. Да бидеме многу предпазливи, зашто ова е себе за човекот да пропадне во дуња и во ахирет. Значи тие суфиски групи, тарикатски групи, кои што обожават гробови, кои што се молат во гробови, се присутни во наши простори, работат во наши простори. Треба да бидеме многу предпазливи за ние и наши деца да не памнат во овие групи, кои некои од тие групи пред ширк во рубубие велят дека со милоста на Аллах и со милоста на шејх филан и филан, само со ова милост можеш да успееш. Ова е ширк кој му се прави на Аллах Джелешану во рубубие, кој ширк го немале мушрици од Мека. Мушриците од Мека не преле ваков ширк, не му припишвеле рамен на Аллах. Тие рекле: нахну набудухум лиукаррибуна зулфа.
Ние ги обожаваме само да не доближат ка Аллах Джелешану еден степен. Тие биле нивна врска. Тие биле нивно посредништво. А денес овие суфиски групи веле дека само со милоста на овој шејх ти можеш да успееш. Ова е слична сплетка како му направи сплетка шејтан во тој почеток кога зборуваме. Зато да бидеме предпазливи, да гледаме наши деца што учат. Во наши школи, во наши медрезина, каде и да одат, да гледаме добро што наши деца учат. За утре, твое и мое дете да не постане нешто што ќе биде најголем душман, душман на ова вера. Зашто такви случки се случувале во наши блиски и соседни држави, каде почеток бил на овие тарикатско-суфиски групи, а денеска во тие места и тие држави имат школи, имат медрезина од шија. Ова е само една отскочна даска, ова обожавање на гробови, ова прејне дуа или носење салавати на тие нивни шејхови и ова нивно посредништво, барање посредник меѓу Аллах Джелешану и робот, ова е една врска, една отскочна даска за човекот од овие суфиски групи да појде во шиизам. Многу да бидеме предпазливи за да не пандиме во овие замки. Добро да внимаваме наши блиски каде учат и што учат. Иншалла во наредни дерсови ќе зборуваме повеќе за овие групи. Да се вратиме сега на темата што имавме за цел да зборуваме важноста за човекот да учи акида. Исправна акида. Акида е верување, убедување. Акида е она ние што го зборуваме. Она што го работиме, она што го мислиме, она што го имаме во наше срце, она што 24 сати го работиме. Акидата не е само збор. Верувањето не е само збор. Верувањето е збор во твое срце што имаш твое убедување и твои дела. Твоја работа на твој раце, нози, на цел твој, на сите тие екстремитети што ги имаш на тебе, во 24 сати во текот на денот, ова е теа акида. Значи не е акида само да се каже со уста, него 24 сати човекот што работат, како се понаша, теа е акида. Акидата е еден од најглавните исламски илмови. Акидата е прво нешто со кое човекот е обврзан. Кога човекот постани мукеллеф, заборжена личност, кога на човекот значи ќе почне кога да му се сметен неговите дела. Прво нешто што треба да изучува човекот е акида. Како да научи да верви во Аллах Джелешану исправно. Како да научи да го обожава на Аллах Джелешану. Како да научи да ги изврши наредбите на Аллах Джелешану, онака како Аллах Джелешану сакат и барат од него и онака како прел Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем. Зошто? Ако еден немуслиман сака да влезе во ислам, прво нешто со кое овој човек се забожи те да ја научи акидата. Да научи како да го обожава на Аллах Джелешану пред да прави ибадет. Пред да ги почнете ибадетите, прво нешто со кое се обврзува овој човек е да научи како да го обожава на Аллах Джелешану, како да ги изврши овие ибадети на Аллах Джелешану. Пегамбер алейхи селам, кога го испрати на Муад ради Аллаху анху во Јемен, му рече: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. Кога Муаз ради Аллаху ан, пегамбер сам го пушти во Јемен бе Ахлул Китаб, Несара и Јахуд, му рече: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله. Му рече нека биди прво нешто во што ти ќе ги повикаш на ними е јуахидуллах, да го напред на Аллах Джелешану еден единствен
онај кој е заслужен за ибадет, да верват исправно во Аллах Желешану. Фа ида арафу далик, и ако го научат теа добро, فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. И ако научат добро ова акида, овај таухид, потоа кажи му дека Аллах Желешану му пропиша на ними во текот на еден ден и една ноќ 5 намази. Значи првото нешто со кое секој еден човек е задолжен е да научи исправно да го обожава на Аллах Желешану. Исправно да ги прави ибадетите онака како Аллах Желешану побара. Да нема никакво додавање и одземање во тоа негово верување во тие негови ибадети. Затоа пегамбер алейхиселам му рече на Муаз прво нешто да биде акида, прво нешто да биде таухид кога одиш во теа место каде не знае ништо за Аллах. Прво нешто да ги научиш на акида. Пегамбер алейхиселам кога дојде во Мека 13 години, улема вели скоро и да немаше ни една наредба од Аллах Желешану, скоро да немаше ни еден фарз во еве 13 години додека беше пегамбер алейхиселам во Мека. Пегамбер алейхиселам во еве 13 години ги чистеше на сахаби од теа многобожство, ги чистеше на сахаби од погрешно верување, оттргаше од кај ними погрешно верување и ги учеше на исправно верување, ги учеше на исправна акида. 13 години додека ги очисти нивни срца. Потоа вели улема кога се пресели во Медина, почнаа да доаѓаат наредби на Аллах Желешану. Зошто? Ти гледаш денеска, гледаш брат муслиман 20 години во намаз. После 20 години во дин во намаз. Вели ние треба да сме малку поозбилни со намазов. Ни бегат намаз, бегат сабат, бегат тоа, не сме озбилни во намазов. После 20 години во намаз, после 20 години во дин. Зошто ова вака? Зошто не сме разбрале акида исправно. Не сме го разбрале верувањето исправно. Кога после овие 13 години пегамбер алейхиселам во Медина, кога ќе дојдеше која било наредба или забрана, сахаби никогаш не противрече на таа наредба или на таа забрана. Ние знаеме, има многу примери. Еден пример сме кажале, кога дојде официјална забрана на алкохол. Дојде тој ајет после јација во џамија на пегамбер алейхиселам. Го раширија сахаби до сабах во цела Медина. Кој ако слушнеше во тој момент имаше во рака го фрлаше, кој ако пиеше ставаше прсти во негова уста и повраќаше. Кога стана пегамбер алейхиселам за саба во Медина, вели немаше суво место по улици на Медина од алкохол. А денеска за вакви наредби и забрани муслиманот и после 20 години во дин и после 20 години во ибадет ќе расправат дали мој вака, дали не мој вака, дали ова харам, дали ова халал, дали има некој начин, ќе барат улема, ќе барат ова и се додека не му се најолеснение на нему. Човекот мора да имат исправна акида за негови дела да бидат примани. Зошто ако човекот немат исправно верување, негови дела ќе бидат отфрлени. Како што се отфрлени дела на куфар, на неверници. Нивни дела, иако тие правен некои добри дела, некои хајрати, правит пат, дават некоја садака, некој хајрат, нивно дело е отфрлено, нивно дело не е примано. Зошто? Зашто тој прави ширк на Аллах Желешану. И за теа секој еден треба добро да внимава, да не му дојде некој ширк во негов живот, да не на некој начин му припиши друга на Аллах Желешану. Зошто негови дела ќе бидат отфрлени и не само теа. И негови минати дела што ги прел ќе бидат избришани. Аллах Желешану вели: "Валакад ухия илейке ва иля аллазина мин qablик, лаин ашракта лаахбатанна амалука ва латакунанна минал хасирин." Аллах Желешану вели на пегамбер алейхиселам: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ и на тебе се објавува وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ и му беше објавено на оние пред тебе, значи на сите енбија му беше објавено она
لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. И ако ти му припишиш здруженик на Аллах Джелешану во негово божество, ако ти му припишиш некој другар на Аллах Джелешану, твоите дела ќе пропаднат и ти ќе бидеш од оње што пропаднале и изгубиле. Ќе бидеш од оње изгубниците, хасирин, пропаднатите. Потоа во други ајат вели: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. И ако тие му припише здруженик на Аллах Джелешану, ќе им пропадни она што тие го работеле пред теа. Голем дел на улема вели, ако човек прави ширк, сите негови до тогашни дела се брише, се уништват тие дела. Зошто да учиме уште акида? Зашто човек без да имат исправна акида, човек ако во негово верување има ширкијати, имат куфрови, него имат исчистено добро негово верување, овај човек ако умри со вакво верување, со вакво припишување на Аллах Джелешану здруженик, овај ќе биде вечно во џехеннем. Вечно, за секогаш. Нема да излезе од џехеннем. Инна Аллаха ла јагфиру ан јушрика бихи ва јагфиру ма дуна залика лимен јешау. Навистина, Аллах Джелешану нема да опрости ширк никому. Навистина, инна Аллаха хасан, пошто ова нема збор. Навистина, велите Аллах Джелешану нема да опрости ширк. Ва јагфиру ма дуна залика лимен јешау. А ќе опрости помало од теа кој му сака. Улема рекла, значи тој мал ширк или тие големи гревови се ова дунеше, значи тие големи гревови или мал ширк, што не го истава човекот од вера, доколку овој пред да умри прави теубе од теа нешто, и ова е фимашијетилла, ако сака да Аллах Джелешану во суден ден ќе му опрости, ако сака нема да му опрости за негови големи гревови. Ако прел теуба и за негов мал ширк, ако прел, направил теуба во суден ден, ова е значи во сакање, Аллах му опрости или ќе го стави во џехеннем, ќе го служи во џехеннем и ќе влезе во џеннет. Али човек ако умри, а му припишви здруженик на Аллах Джелешану, му прави рамен на Аллах Джелешану, како кажавме во почеток за тие групи суфиски, што тие ги редат во степен нивните шејхој со Аллах Джелешану. Барат опрост од неговиот шејх. Вели со рахметот на Аллах и со рахметот на овој шејх. Овој ширк во рубубија, како кажавме. Ова Аллах Джелешану нема да го опрости. Ова Аллах Джелешану не го опростува. Затоа треба многу да бидеме внимателни. Да учиме добро ова наша акида, ова наше верување, да не западнеме во некој ширк, да не западнеме во некој куфар, а ние да не знаеме за теа нешто или да знаеме. Човекот, како кажавме, најпојче време треба да потроши, најголем труд да вложи за да научи негова акида, за да научи негово верување. Зашто сплетките на шејтан не престануваат во ниедно време и во ниедно место. Секогаш рече шејтан дека ќе се залагат за на нас да не скршнат од правиот пат. За на нас да не однесат во далалет, односно во џехеннем. И за теа треба да бидеме опрезни. Друго нешто, зашто ми учиме акида? Со учењето на акида кај човекот, кај верникот се зголем вид страхот од Аллах Джелешану. Значи човекот како учи акида, како го спознава на Аллах Джелешану, се зголем вид кај него плашењето од Аллах Джелешану. И тој се оддалечни од грешење спрема Аллах Джелешану. Значи еден од целите што учиме акида е да ни се зголеми нашата страх према Аллах Джелешану и да се оддалечиме од прење на лоши дела. Исто така учиме акида за во ова денешно време на фитне, на фесад, на разврат, на разни правци, на разни мезхеби, на разни групи кои повикват во нешто друго освен во Аллах Джелешану, за да знаеме како да се снајме, за да знаеме што е исправно, што не е исправно, за да можеме да видиме што е валкано, што не е валкано, што е вистина, што не е вистина. Ако не позинаме
добро акида денеска. Во вакво бурно време, човекот лесно мој да падне на тие искушенија од тие фракции групи, кои што повикват во нешто друго освен во Аллах Желешану. Значи, еден од себепите е и ова, за да можеме да се снајме во целиот живот, да знаеме што е вистина, а што не е вистина. Да знаеме што е лага, а што е вистина. Зашто човекот многу лесно мој да падне денеска во ова време, ако не позинат акида. И денеска човекот се чуди, тој што не позинат доволно акида. Како е можно човек што вели ла илаха илlallah Мухаммадур Расулуллах да биде во џехеннем? Како е можно овој човек да биде секогаш во џехеннем? Не е доволно само ова. Него со ова се поврзани многу работи. Еден мал пример за ова, мал ред, за тие што кажува како е можно сите луѓе, како е можно многуте луѓе да се залутани. Нели мунафици имаат шехадет? Нели мунафици пред намаз, пост, зекат? И вели пегамбер сами мислят дека се муслимани. Овие имаат шехадет, фи дарки есфели минен нар ќе биде. Во најдлабокото место од џехеннем ќе биде. Денеска на братот не му е јасно како е можно еден човек што го има тоа шехадет да направи куфр. Да, може. Ево ти еден пример овие мунафици. И многу други имат примери. Што ние треба да земаме поука и ибрет. Дека не е доволно само формално, не е доволно само да се речи, него теа и да се знае, да се спознати, да се спроведи во пракса. Зошто во секое време, во секое место, човекот прво нешто што треба да повикате е во акида. Човекот прво нешто што треба да се залагат е акида. Човекот прво нешто што треба да го учите е акида. Зошто сите пегамбери, од Адем алейхи селам до пегамбер алейхи селам Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, дојдве со иста акида, дојдве со исто нешто. Сите повикае во исто нешто. Сите го имае бајракот на теухид. Сите ембија расули. Сите. Никој не дојде со нешто различно. Главна цел на овие пегамбери беше како човековиот род да излезе од темница во светло, односно од обожавање на многу божества за обожавање на Аллах Желешану. Аллах Желешану вели: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. И пуштивме, вели Аллах Желешану, во секој еден народ пегамбери. И му наредивме: обожавајте го на Аллах Желешану и оддалечете се од обожавање на тагут, на нешто што се обожават освен Аллах Желешану. Сите пегамбери има ваква наредба. Сите, од Адем алейхиссалам до пегамбер алейхиссалам, обожавајте го Аллах Желешану и оттргнете се од обожавање на нешто што се обожават освен Аллах Желешану. Ова беше главната мисија на сите пегамбери. И денеска, тој кој сакат да бидат тие повикувачи, од тие помагачи на овај дин, не мора да заборавиш која му беше главната мисија на сите пегамбери. Да повикат во акида, да повикат во теухид. Само ова, улема вели, само ова се рачунат како дава, како повикување. Све друго е ван ова дава. И све друго, ако се почне, може да биде само себе за поголем проблем да се направи. Пегамбер алейхиссалам, како кажавме, во Мека 13 години, кул ла илаха илlallah туфлиху. 13 години му велеше на луѓе во Мека: речите ла илаха илlallah, ќе се спасите. И ги поучи маната, му ја кажа сврхата на ова келиме. Му кажа што го прави това келиме и што го расипви това овој шехадет. Значи што го прави и што го расипви тоа шехадет. Зошто? Како денеска е, како кажав пред малку, чудно како е можно човек шехадет, а да биде џехеннем. Или шехадет вели, а нему неговите дела, неговите зборови се куфар.
Теа браќа, овој шехадет, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, се расипвит исто така како што се расипвит и абдесот. И ти имаш абдес, има таму на вакиду луду. Не нешто што го расипвет абдесот. Така имат и за ова келиме, за овој шехадет, нешта што го пре, за да биде това, има некои шартови и има некои нешта што го расипвет ова келиме. Потоа, во секое едно време, во секое едно место, човекот треба да се труди, да го пренеси теухидот, да го кажи хакот и да го учи хакот. Да не му се сврти гарб на овој хак. Да не му се сврти плешти на овој хак. Еден од големите проблеми што денеска не се позина многу добро акидата, не се позина добро теухидот, е што муслиманите, што верниците го запоставие Куран, го запоставие суннет. Се земве со нешто многу далеко од овие две. Многу подалеку. Секој нивни збор, први или втори, рече филан шеј, рече филан алим, рече филан овај, нема денеска на уста, на верници, на муслимани, на брајча, кала Аллаху ва кала Расул. Ова е илмон. Рекол селеф, ал илму, кала Аллаху ва кала Расул. Илмон е рече Аллах и рече Пегамбер алейхиселам. Во овие простори Куран се кладе во регал, се кладе во нешто, во некој пешкир и се кладе таму горе далеко. Браќа, секој еден од нас е должен да читат и да учи Куран нон-стоп. Во секој еден ден да не остајат, а да не читат Куран и сунна. Зошто акидата најлесно, најчисто човек може да ја земат од Куран, од сунна. Без никакви нечистоти. Без ништо валкано. Али ние денеска го заборавивме на Куран. Му свртивме грб на Куран и на сунна. Го оставивме Аллаховиот говор. Се земаме со нечив други говор. Треба верникот нон-стоп да биде со кала Аллаху, кала Расул. Во наши седенки денеска, само колку пати сме рекле, Аллах Джелешану вели во ова ајет вака. Аллах Джелешану во ова ајет, во ова сура вели вака. Мухамед салаллаху алейхи ва селем во хадис во Бухари во Муслим вели вака. Многу малку. Денеска ние направивме да бидит акида она што ние го мислиме дека е. Она како ние го разбираме. Ова е акида, како тој мисли. Не е така. Акидата е строго дефинирани дефиниции. Ако се излезит од тие дефиниции, не е таа акида. Ако се измешат твоето слабо знаење, твоето слабо размислување со таа акида и ти речеш ја мислам вака во акида, ти можеш само да направиш куфр. Можеш само да излезеш од вера ако ти кажеш во вакви големи прашања, во вакви големи меселина, дека ја мислам вака, дека вака е подобро, дека за ова време вака е подобро, ти можеш само да излезеш од вера. Да излезеш од вера и ще еден ајет за овие последни зборови, вели Аллах Джелешану: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah Джелешану вели во овој курански ајет: وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. А кој ќе му сврти грб? Кој ќе му сврти грб на Куран? Кој ќе му сврти грб на моите зборови, вели Аллах Джелешану, на Куран? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. И тој ќе има тежок живот во дуња. Стегнат живот во дуња. Во тефсир дошло данка тешко, многу тешко стегнато, напнато во негов живот, во негово живење, потоа вели улема во тефсир и во берзах,
во задгробен живот и во ахирет се односи тоа тешкотија. Че имат и во дуња, и во берзах, и во ахирет ова тешкотија. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. И во суден ден ќе го преживееме човек. А во дуња гледал човек. Зошто не ги гледал знаците на Аллах Желешану? Не ги гледал аетите на Аллах Желешану и му свртил грб на овај Куран. Му свртил грб на овај дин, му свртил грб на ова исправно верување, на ова акида, на овај таухид. Иншалла Аллах Желешану да не врати во искрено вервење, во права акида, да поправи вервење кај сите муслимани, да ги врати во хак, да отстрани тешкотија и мака на сите муслимани во која се запамнати денеска. Субханека Аллахуме бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу